на сите и добре дојдовте у 19-та епизода, конечно. Минатата недела бевме 18-та епизода по грешка, требаше да биде 17-та епизода, али ја скопнавме и нема проблем. И она за кој што денеска сакам да зборувам и зашто напомена веќе во прошлата епизода, се хотелските појадоци, односно општо шведските маси кои што многу од луѓето ги сме соочени со нив кога сме можеби на некакво патување, зимување, летување, семинари и така натаму. И не знам дали знаете, но научно е докажано дека кога одиме во хотели, кога има шведски маси, јадеме и можеби 2 до 3 пати повеќе од тоа што е капацитетот на нашиот желудник. Затоа што најчесто што е жално одиме со ставот сум платил и ќе јадам. И ќе јадам за сите пари за тоа што сум платил. Но исто има една друга така работа на кое што не можеме да издржиме, нашиот карактер попушта, тоа е преголемиот избор на храна кој што го има во хотелите. Се работи така, ако влезете на шведска маса, имате од пити, од теста, од зеленчуци, од благи работи, од овошја, житарки, јајца, значи буквално се, тоа е едно царство на храна и најчесто така мириса добро, изгледа добро, звучи добро. И се прејадуваме. И тоа не е искрено причина зашто вие не би можеле да останете на програмата на Искрено и понатаму, затоа што пак ќе речам, не се работи најмногу за калориите кои што вие ќе ги зедете, се работи за карактерот кој што го градите. Се работи за тоа дали ќе бидете вие поеки од храната или храната ќе биде поека од вас. И се работи за тоа да оставите некаков пример и да покажете со пример дека може многу поразлично. Бидејќи ние денеска тука и овие неколку дена сме дојдени на уживање, јас немам многу повеќе да должам. Одиме сега малку на планина, да се прошетаме, да подишиме чист воздух и се гледаме во 20-та епизода веќе, тоа ќе биде за неколку дена кога ќе се вратиме во Македонија. Имајте си убав ден, квалитетни животни навики и се гледаме. Чао, чао!